Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Ден по одбележувањето на годишнината од пожарот во Кочанската дискотека, денеска во големата судница во затворот Идризово продолжува судењето против 35 лица. И денеска со искази на сведоци на обвинителите. Одиме во живо судењето, го следи колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо од пред судницата во Идризово. Зоран, како тече рочиштето и кој се е предвидено да дава исказ денеска? Да, денес овде во судницата во Идризово продолжи судскиот процес за случајот Пулс за пожарот кој што се случи минатата година на 16 март, кога животот го загубија 63 млади лица. За денеска јавното обвинителство повика тројца сведоци. Прва на прашање на обвинителството одговара сведокот Верица Милевска-Стефановска, која што е председателка на Комората за приватно обезбедување. Таа, освен како сведок, служи и како технички советник на јавното обвинителство, па Верица Милевска-Стефановска, одговарајќи на прашање од јавното обвинителство, објаснуваше кои се законските постапки и должности кои ги имаат агенциите за приватно обезбедување. Таа рече дека за приватно обезбедување неопходен е договора помеѓу давателот и примателот на услугите. Таа зборуваше и за обврските кои ги имаат самите членови на обезбедувањето. Дека тие имаат обврска да контролираат дали во објектите смеат е дозволено да влегуваат малолетници, што се внесува во објектите за кои се тие ангажирани како обезбедување. Ваквите сведочења доаѓаат како подкрепа на обвинението за самиот случај, според кое агенцијата за обезбедување која работела на обезбедување на дискотеката Пулс не ги исполнувала своите обврски, односно дека членовите на обезбедувањето не носеле униформи, иако тие според законот за приватно обезбедување биле задолжителни. Требало да контролираат и што се внесува во објектот, мислејќи на пиротехниката која што била внесена во објектот. Според обвинителството тоа било обврска токму на приватното обезбедување. Дека за поголема настана бил неопходен план за обезбедување. Ова беа само делот од говорите на прашањата кои што јавното обвинителство ги поставуваше до председателката на Комората за приватно обезбедување во Македонија. Инаку, освен нејзе, за денеска предложени се уште двајца сведоци. Тие доаѓаат од Дирекцијата за заштита и спасување. Повикани се двајца сведоци кои исто така треба да одговараат на околности кои што се поврзани токму со постапувањето или непостапувањето на обвинетите во овој случај, односно четворицата директори од Дирекцијата за заштита и спасување, па повеќе детали за нивните сведочења најавувам за вестите во 16 часот. Зоран, јас ти благодарам за овие информации во вестите си, како стануваш да го проследиш и остатокот од денешното ручиште. Многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. Одиме понатаму. Бензините од денеска се продаваат по нови повисоки цени по вчерашната одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Бензинот е поскап за 7 денари, од денеска се точи по цена од 86,5 денари за литар, додека дизелот поскап е за 6,5 денари, од денеска е 92 денари за 1 литар. Поскапувањето е резултат на скок на суровата нафта на светските берзи, каде барел и денеска надминува $100, што ги принуди големите сили како САД, Канада, Австралија и Јапонија да почнат да ослободуваат нафта од стоковите резерви. Во регионот Србија ги намали акцизите за 20%, исто како и Хрватска, која ги ограничи цените. Грција ги ограничи маржите на горивата, но и на основните прехранбени производи, а во Бугарија владата им подели директна помош на социјално најзагрозените семејства. Извори од македонската влада пак посочуваат дека се разгледува опцијата ДДВ-то на нафтините деривати да се намали од 18 на 10%. Владата денеска одржува и редовна седница, дали ќе бидат донесени мерки за намалување на цените на нафтините деривати. Повеќе информации пренесуваме во вестите во 16 часот.
Лидерот на СДСМ бара државата итно да превземе мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Филипче на денешната пресконференција најави дека до собранието ќе поднесат закони за да се намали ДДВ-то и акцизата за нафтините деривати, да се укине данокот на основните прехранбени производи и да се намалат цените на патарините. Имајќи преди дека нема најава од владата никаква, ние во собранието ќе поднесеме пакет на закони со цел да им олесниме на граѓаните оваа криза полесно да ја надминат. Прво, закон за намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за горивата. Понатаму, намалување на акцизата за 4 денари. Третиот закон, укинување, следување на 0% ДДВ за основните прехранбени производи. И четвртиот закон за преполовување на цените на патарините, кои што нашите граѓани ги плаќаат возејќи по патиштата ширум државата. Владата мора да реагира и мора да ги прифати овие закони, затоа што народот едноставно во оваа криза нема да може да се прехрани. Итни мерки од владата бараат и од Демократската унија за интеграција. Партијата на Ахмети исто така бара и разрешување на министерот за економија, кој според нив нема капацитет да ја води економијата. Република Северна Македонија во моментот функционира без функционално министерство за економија. Во период кога се очекува значително зголемување на цените на основните производи, трошоците за транспорт и воопшто поскапување на животот за граѓаните. Демократската унија за интеграција ги информира граѓаните дека доколку итно не се имплементираат предложените мерки, вкупно зголемување на цените може да се надмине 10%, што сериозно ќе ги опфати семените буџети низ државата. Оваа влада очигледно нема капацитет да оправува со кризи што се случуваат дури и на 2000 километри од далечност од земјата. Партиското раководство на СДСМ има информации дека Петре Шилегов одработува за ВМРО ДПМН, тврди Филипче. Ова е причината поради која извршниот одбор на вчерашната седница го исклучи Шилегов од партијата. Филипче вели дека СДСМ има легитимно избрано раководство и тој нема да дозволи никој да ја подели партијата. Тука станува за процес на одработување за ВМРО ДПМН и за внатрешна поделба на партијата. После сите наши проверки и информации стигнавме до тој заклучок. Извршниот одбор, таа одлука ја донесе со консензус. Никој не гласаше против. Ја нема да дозволам луѓе да делат СДСМ понатаму. Затоа што имаме работа со криминална и корумпирана власт, која што ништо не може да го направи, да го спречи падот на анкетите, кој што е евидентен, веројатно и вие ги имате на тие анкети, на кои што ваков пад на ВМРО ДПМН до сега немало, а ние имаме раст. Единствено нешто што може да прават е да делат партијата од внатре. И така да не ситнат, за да владеат така како што сака да владеат. Ние тоа нема да го дозволиме. Денеска ќе се спроведе нова евакуација на македонски државјани од кризните подрачја на Блискиот Исток. Министерството за надворешни работи информира дека денеска е планирано реализирање на третиот лет од Обединетите арапски емирати, кој воедно представува и петти организиран лет за евакуација на македонски државјани од погодените земји од Блискиот Исток. Според најавите, авионот треба да полета во 16 часот по локално време, а пристигнувањето на меѓународниот аеродром во Скопје е предвидено во 20 часот и 10 минути. За летот се пријавени вкупно 147 патници, од кои 119 се македонски државјани, а 28 се странски државјани. Со реализација на денешниот лет, вкупниот број на евакуирани македонски државјани ќе достигне 605. Од Министерството потенцира дека безбедноста на граѓаните останува највисок приоритет, нагласувајќи дека евакуацијата на сите македонски државјани кои изразиле интерес за враќање е целосно завршена.
Во собранието денеска стартува и јавната дебата за новиот закон за јавно обвинителство. Според најавите, експерти, професори и граѓански организации ќе имаат можност да дадат забелешки за подобрување на текстот на законот. Законот минатата недела ја помина првата фаза во законодавниот дом. Со поддршка од 75 пратеници, собранието ја донесе потребата од носење на законот. Министерот за правда на седницата посочи дека законот предвидува построги дисциплински правила, без чување предмети во фиока, почесто и вонредно оценување на работата на обвинителите и ги повика пратениците да дадат поддршка, бидејќи законот, кој е дел од реформската агенда, е потребен за сериозно реформирање на системот и поефикасна борба против криминалот и корупцијата. Пратениците од опозицијата пак има бројни забелешки на предложениот текст, кои најавија дека ќе се обидат да го подобрат преку амандмани. Собранието на утрешната седница исто така ќе го избира и Ненад Савецки за нов државен јавен обвинител. А на Собраниската комисија за избор и именувања ќе се разгледуваат поднесените кандидатури за председател на Регулаторната комисија за енергетика. Според информациите од таму, во трка за оваа позиција се Ацо Ристов, поранешен градоначалник на Радовиш, и Шамил Реджепи, вработен во комисијата. Според законот за енергетика, по разгледување на пријавите, комисијата му предлага на собранието предлог кандидат за председател на Регулаторната комисија. Првиот човек на независното енергетско тело пак се избира на пленарна седница со мнозинство гласови. Регулаторната комисија остана без првиот човек, откако досегашниот председател Марко Бислимовски поднесе оставка по кривичната пријава која му ја поднесе финансиската полиција за тоа што спротивно на законот не отпочнал постапка за одземање на лиценца на оператор за трговија со сурова нафта. Дејан Јанков од Свети Николе вчера почна штрајк со глад пред полициската станица во градот, бидејќи речиси 2 години нема никакви информации за неговата сопруга, која се уште се води како исчезната. Светениколчанецот Дејан Јанков започна штрајк со глад пред полициската станица во градот. На овој потек се решил, бидејќи после 21 месец од исчезнувањето на неговата сопруга нема ниту трага, ниту глас. Јанков бара институциите повторно активно да го истражуваат случајот и да дадат одговор што се случило со неговата сопруга. Никој ништо не презема, не лоциран телефон, кола посочена не најдена, нема никаков интерес да работи полицијата на случајот. Злата Јанкова, тогаш 45 годишна, исчезнува на 16 јуни 2024 година, кога со сопругот Дејан биле на нивниот земјоделски имот во село Орел. Поручикот решила сама да се врати дома во Свети Николе, но никогаш не стигнала, а телефонот е бил недостапен. По пријавувањето, полицијата пребарувала по широка област околу селото и патот до градот. Биле користени дронови и теренски екипи, а биле вклучени и волонтери. Меѓутоа, и после интензивната потрага не е пронеден ниту личен предмет, ниту конкретна трага. Сега Јанков со штрајк со глад повторно бара истрагата да продолжи. Барам да се почне со работа за тржење мојата сопруга Злата Јанкова. Случајот со Злата Јанкова и понатаму се води како исчезнато лице, без официјално објаснување што се случило. За Сител, Трајан Ристовски. Туристите во Охрид се почесто бараат да ги посетат и убавините на Галичица, што според туристичките водичи отвора можност за развој и на овој вид туризам во градот. Туристите последниве години, водени од новите трендови кои промовираат здрав живот и рекреација на отворено, го популаризира планинскиот туризам. Охрид со своите природни убавини има услови за овој вид на туризам, а има и едуцирани професионални водичи. Нашата улога во овој сегмент е во најмногу во два клучни сектори. Првиот клучен сектор е водичите во планина, каде што ние како индивидуалци, како спортисти пред се вклучивме уште многу одамна. Воведовме национален стандард кој што ги исполнува меѓународните стандарди. Тоа е значи организацијата Македонска асоциација за интернационални водичи во планина. Значи еден од двата професионални стандарди кои постојат во светот го имаме тука кај нас. Во рамки на нашите организации имаме едуцирани
професионални водичи кои може да водат туристи. Тоа е првиот клучен сегмент за организација на туризмот. И вториот сегмент во кој што директно исто така сме инволвирани поддржувајќи го туристичкиот сектор, тоа е безбедноста при авантуристичките активности. Гостите најчесто бираат да ги посетат убавините на Националниот парк Галичица, да возат велосипед или да планинарат. Ка многу малку луѓе охриѓани знаат колку е вредна самата Галичица, колку природни, колку геолошки вредности во себе има, кои што заслужуваат едноставно да се видат. Едноставно се реткости во светот кои што можеби тука и нигде на друго место не може да се видат и посет. Според добрите познавачи, планинскиот туризам нуди можност за активности во сите 4 сезони, нудејќи различни опции и можности во текот на целата година. Нина Ритоновска, Сител телевизија.